Почитувани, ВМРО ДПМН е најмалку повикана да зборува било што за состојбата во културата во моментов. Цели 11 години оваа партија ги потценуваше и манипулираше културните работници и потроши стотици милиони евра за споменици, фасади и лажен барок, се со цел да направи културен инженеринг. За проектот Скопје 2014 беа потрошени 600 милиони евра, повторувам, 600 милиони евра пари од нашиот државен буџет. Додека ВМРО ДПМН културните работници ги сведуваше на административни чиновници, владата предводена од СДСМ во континуитет покажува вистинска грижа за културата и уметниците. Во овие 4,5 години платите во културата се зголемени за околу 120%, споредбено со времето на владењето на ВМРО ДПМН. Или по конкретни работни места. Ако еден актер од втора група имал плата од 27.579 денари, денес тој добива плата од 39.735 денари. Актер првенец земал само 34.402 денари плата, а денес зема 52.061 денар. Вработен во гардеробер за театарски костим имал плата од минимални 14.818 денари, а денеска таа изнесува 22.480 денари. Во однос на колективниот договор, ја подсетуваме јавноста дека во културата цели 19 години немаше никаков колективен договор. Колективниот договор беше потпишан во 2019 година, после долги години непотпишување на истиот од страна на ВМРО ДПМН. Денес, благодарение на одговорниот и инклузивен пристап на СДСМ, воведени се и додатоци за ноќна работа, за прекувремена работа, за работа по време на празници, како и за недела неработен ден. Владата, предводена од СДСМ, Министерството за култура, продолжуваат со отворен диалог со културните работници. Платите во културата ќе продолжат да растат. Трудот на културните работници ќе се вреднува достоинствено, коректно и европски. И за крај, да кажам дека актуелната министерка Бисера Костадиновска Стојчевска неколку пати ги нагласи своите приоритети во однос на работењето на Министерството за култура. Нејзини приоритети пред се континуитетите во работата на сите државни културни институции, зголемување на буџетот за програмски активности, зголемување на буџетот за продукција во сите овие културни институции. И само за пример ќе кажам дека оваа година Македонски народен театар само за програмски активности, за продукција на собствени продукти доби рекордни 6.800.000 денари. Драмски театар од Скопје доби 5.300.000 денари. Народен театар Битола доби рекордни 5 милиони денари само за програмски активности. Оваа влада, заедно со ова Министерство за култура, има јасна цел и испраќа јасна порака дека културата е важна, дека културните работници се важни и дека нивните примања ќе останат приоритет и во понатамошната соработка и дека само културните демократски вредности ќе не одведат право на нашиот пат кон Европа. Благодарам.